Еве неповторно во студиото на К3 телевизија. Вториот дел од утринската програма е наменет за темата на денот. Денеска ќе се осврнеме и ќе се обидеме да ја доближиме темата за болеста на коските или попозната како остеопороза. Пред да го најавам мојот денешен соговорник токму на оваа тема, предлагам да ја погледнеме анкетата која ја подготви новинарската екипа на К3 телевизија. Да погледнеме колку кумановци ги практикуваат физичките активности и дали водат грижа за превенција од разни болести, во овој случај остеопорозата. А во што се состои превенцијата? Во правилна исхрана, здрава, повеќе движење, вежбање? Пака оду не може да оду за зору, оду ама неки мазови повеќе, лекови пијут и јел. Па здрава исхрана, ранима се, ама не чека дојде боли, од одење не може да оди од тет. Остеопороза е едно неизлечливо, знае, за почеток на постари луѓе од 50 година. А познавате некој со остеопороза или вие случај? Ние знаеме зашто сега, време е сега, например, од 50 години жените, сите на коските ги се по, како да ти кажам, се меки, и тоа после тоа во климат колку се и остаje. И познавам неколку фамилии, неколку жени знам. А има ли превенција како да се спречи или да се ублажат последиците од таа болест? Последиците од таа болест може да се земаат витамините, да одеш код својот доктор, ти препишува витамин Д, витамин С. Со витамините малку се не може тоа да се излечи, али малку се ублажи боловите. Правилна исхрана да биде, да си пие лекови за остеопорозу, да се движи, да вежба. Правилна и здрава исхрана, да. Секако. Со здрав начин на живот. За оние кои сега се вклучуваат, го следат на новото издание на утринската програма Нов ден на К3 телевизија. Темата на денот е остеопорозата и како да се заштитиме од неа. Со мене во студиото е професор доктор Љупчо Каревски, специјалист ортопед. Добро утро, доктор Каревски. Ви благодарам што и покрај многобројните обврски, вие дојдовте кај нас во утринската програма да гостувате. Со задоволство. Доктор, ја погледнавме анкетава, видовме колку кумановци се запознаени за тоа што е остеопорозата, како да се заштитиме, но еве вие стручно воведете не во темата што е остеопороза. Проблемот на остеопороза е многу голем и Македонија има проблем еднаков колку и многу други развиени земји. Практично нема нација, локација, држава која не се бави длабоко со овој проблем. Интересен е овој податок кој го гледам од разговорот во вашава анкета. Ставовите се сосема изменети, пред се и број 1 остеопорозата се лекува. Тоа е првата и најбитна работа. Второ е важноста нејзина произлегува од колку тоа популацијата во Македонија, но и во сите други земји е зафатена со оваа болест. Значи, по дефиниција, остеопорозата е намалена густина на коската со промена во нејзината структура, анатомска структура, градбена, која во колку се развие како болест, остеопороза, значи разредување на таа коскена структура, доаѓа до скршеници. Значи, клучниот фактор е, како последица на болеста, кршење на коските или многу лесно кршење на коски. Тоа е кршење кое се случува дури и од пат при вообичаено одење, препкање, паѓање, значи од става, стоечка, пат и скршеница, што во нормални услови на луѓе кои немаат таква болест не се случува. Македонија, она што е многу битно дека болеста зафаќа доминантно женска популација, но не се поштедени и мажите. Односот е од прилика 5:1, нали, во однос мажи жени. А втората работа е што повеќе, нали, зафатени жените, тоа во статистиката говори дека секоја трета жена ќе заболи од остеопороза, од една страна, и ќе биде со висок ризик да доживее скршеници во текот на животот, особено
во менопаузата, во оној период кога жената престанува менструалниот циклус. Тоа за Македонија е негде од 47-8 година кај жената, па негде по тоа. Зошто е тоа така? Затоа што хормоните, особено естрогенот, кој ја штити коската од разредување, од топење, популарно да кажем, доаѓа до губење на тој хормон, Веќе престано, не се лачи и во таа фаза влегува жената во менопауза и менопаузата, особено веќе после третата година на престанок на менструација, се смета кај оние жени кои имаат ризикофактори, има многу ризикофактори. Да, за нив ќе земеме збор разговараме. подоцна, да. А пред да спомнеме нешто за ризик факторите, еве вие сте лекар со долгогодишно искуство. Колку според вас македонците се совесни за своето здравје? Колку се грижат? Ги слушаат ли советите од лекарите? Ние тоа го ставаме под дефиниција на медицинска култура. Од една страна, второ е социјалниот статус за да може превентивно, заштитно да се пациентот да слуша, односно населението и ваквите емисии, за да може да применуваат превентивни мерки, да не дојде до болеста. Значи, ако се елиминираат сите фактори. Само да кажем дека Македонија има 127.000 врз основа на аналитика од популационата статистика. 127.000 жени боледуваат од остеопороза врз основа на таа витална статистика. Тоа значи дека секоја година во менопауза стапуваат од прилика 18.000 жени, од кои секоја трета, тоа значи 6.000 жени, имаат висок ризик за заболувањето. Заболувањето е толку проширено што во некои земји е прав, реален, не само медицински и социоекономски проблем. Значи, кај остеопорозата особено е многу важно навременото откривање. Значи, прво превенција да не дојде до неа, а потоа она што е многу битно да во колку и се открие и се присутни ризикофактори, да се навремено реагира во смисол на тераписки процедури кои даваат високо, 100% скоро излекување. Така да теоријата само со витамини ќе излечиме остеопорозата не е точна. Да, оди во Точно е вода, ова што ви говорам. Така е. Сега може да погледнеме еден прилог како пролог во понатамошниот разговор за остеопорозата кој го подготви мојот колега Маријан Стошевски, па ќе се вратиме во студиото. Со задоволство. Официјалните податоци во Република Македонија за остеопороза покажуваат дека голем број граѓани ја имаат оваа болест. Како навреме да се заштитиме и како да се однесуваме кога болеста е во поодмината фаза, побаравме мислење од професор доктор Лјупчо Каревски, кој со децении се занимава со оваа проблематика. Остеопорозата е позната како болест на коските кој води до нивна скршливост, нивно разредување и зголемување на ризикот за фрактури, односно скршеници. Кога таа е развиена, практично со мал енергетски пат, тоа значи лизнување, паѓање од собствена висина, а не од некоја поголема сила, настануваат една, две и повеќе скршеници во исто време. Од една страна тоа се макроскршеници, иначе таа болест води до микроскршеници или структурни скршеници, како сунгер кога притиснете и тој веќе никогаш не се враќа, особено пршлените. Болеста ги зафаќа пред се жените, значи од 8 пациенти, 5 се жени, 3 се мажи. Со односот оди се повеќе во прилог и на присуство на остеопорозата и кај мажите. Многу други фактори влијаат на неа, како што е некои лекови кои постојано се земаат, губење на естрогените пред време, прерано завршување на менструалниот циклус. Превентивно од две големи работи зависи да се појави болеста почесто или поретко, како популација. Прво, физичката активност, движењето ја зајачува коската и никогаш не доаѓа до остеопороза кај физички активни луѓе
и кај луѓе кои имаат квалитетна оптимална исхрана со прво протеини, масти, шекери, значи различна по свој состав, примаат доволно количини на калциум. Најдобра заштита од остеопорозата можеме самите да ја направиме доколку правилно ги применуваме советите на лекарите. Еве не повторно назад во студиото на К3 телевизија. Со мене е доктор Каревски, специјалист ортопед. Доктор Каревски, го погледнавме прилогот и мислам дека дадовме одличен вовед во темата за остеопороза. Ги споменавте ризик факторите. Може за нив повеќе нешто да ни кажете? Кои се тие, како може да ја препознаеме остеопорозата? Па остеопорозата е во групата на така наречени тивки, ползечки болести. Таја не се манифестира многу јасно и брзо, настанува многу споро дури, но кога ќе се развие првиот симптом, најчесто е скршеницата. И тоа она од кои некои од тие скршеници се особено опасни, како оние што се на колкот, бидејќи таквата скршеница бара и оперативно лекување. Јасно, во услови на слаба коска, оперативно лекување, особено со вештачки колк, што е многу често, е доста компликувана интервенција. Ризикофакторите треба да се познаваат пред тоа и оние кои ќе се најдат со такви ризикофактори, треба превентивно да консултираат лекар, специјалист кој се бави со остеопороза, во последно време дури со посебна сертификација меѓународна која може да ја диагностицира, а особено да ја диагностицира со методи кои се многу прецизни, компјутеризирани техники и така натаму, подоцна ќе разговараме. Ризикофактори ги делиме по правило на мајорни или крупни, важни и помалку важни. Оние што се многу крупни и важни е тоа дека воглавно ме зафатена женската популација, второ дека тоа се белата раса, многу помалку гледаме во африканската раса, да кажеме. Многу повеќе и од нашата раса страдаат азијатите. И ризикофакторите прво е полот, значи како што реков, втората работа кај жените. Втората крупна и важна работа е степенот или годините кога почнува менопаузата. Третата работа е дали во фамилијата наследните елементи од татко мајка, особено од мајката. Често препознаваме таму остеопороза и ризик од неа, кај мајка која имала веќе скршеници, кои кога се анализираат произлегува дека се остеопоротични. Тие се неколку ризикофактори, а особено, например, кога почнала првата менарха менструација, што не значи дека хормоните колку порано се присутни функционално и колку подоцна трае полниот живот на жената до менопаузата, исто така е важен фактор во податоците. Што значи тоа? Дали дека доколку девојчето добие менструација на околу, 12 години, има поголеми шанси за остеопороза или пак помали? Значи, обратно, колку порано е, толку помалу ризик од остеопороза. Колку подолго трае менструацијата и подоцна се влегува во менопауза, ризикот е помал. Значи, многу други фактори учествуваат, како што реков, наследниот фактор, но и фактори кои се зависни од стилот на живење. Например, познато е дека пушењето, поголемата доза алкохол, се фактори кои влијаат на развојот на остеопороза. Понатаму имаме низа на фактори кои се врзани со новиот стил на живење. Во последно време, наназад десетици години, компјутеризацијата веќе формира така наречени седентарни типови или луѓе кои воглавно се покрај компјутерите, не се физички активни.
бидејќи еден од крупните фактори значајни за превенција на остеопорозата е бавење со физичка активност, односно спорт од типот не професионално, аматерски. Тука може и кашечењето, да. Значи, колку повеќе ја оптоварувате коската, она повеќе се густи и станува цврста, за да може да одолее во текот на животот, а потоа по природното губење кое е секогаш присутно со зголемување на возраста, особено над 50-та година па до крајот на животот, никогаш да не влезе по критериумите на стандардната диагностика во состојба на остеопороза. Тоа е многу битно, према тоа како фактори кои влијаат на заштитата е добрата исхрана, значи внесување на се она што како материјал ја бара коската, и тука одма да кажеме кои се тие, тоа е пред се исхрана поврзана со доста млечни производи и исхрана поврзана со внес јасност на витаминот Д. Денеска пак витаминот Д има нова, да речам, позиционираност во третманот на остеопорозата и не само во остеопорозата. Денеска дури некои веќе сметаат во науката дека витаминот Д постанува полека и хормон. Такви функции он превзема. И не влијае само на подобрување на коскената структура, односно густина, туку влијае на координација на мускулите, влијае на нервниот систем, влијае на превенција на многу болести, па дури и кај некои форми на ракот, например на дојката, кај мажот на простатата и така натаму. На интернет прочитав 5 мита со кои верувам дека нема да се согласите. Тоа го пишуваат и многу нели следбеници на интернетот, дека остеопорозата не се појавува кај мажите, претходно го кажавте тоа. Не можеме да ги забележиме симптомите. Остеопорозата е дел од процес на старење. Не треба да размислувате за остеопороза кога сте млади и исто така можете повторно да ја вратите густината на коскената маса. Кој е вашиот коментар за овие 5 мита? Ќе мора едно по едно, бидејќи има дел точни, дел крајно неточни вакви митови. Прво мора да ги рушиме таквите митови кои се неточни. За мажите првпат, за мажите беше. Веќе реков дека мажите не се поштедени, бидејќи уште еден битен фактор во ризикофакторите не спомнавме, а тоа е земање не само конститутивните и овие наредени други фактори, исхрана и движење, туку земање на некои лекови ќе предизвика остеопороза. Например, во нашата амбуланта тука во Куманово имаме значаен број на мажи кои земаат кортикотерапија, така наречени кортикостероиди, кои кога се земаат во даден и подолг период, особено денеска така со декортинот ја лечиме и ревматолошките тегоби ги лечиме, мора пациентот да прима, тој е во ризик да развие остеопороза и по правило висок процент од нив, негде меѓу 70 и 80% од тие кои земаат кортикопрепарати, практично развиваат и остеопороза. Тие мора да го земаат кортикостероидниот препарат, но ние пак мора да го лечиме, да ја лечиме остеопорозата и никогаш да не дојде до скршеница заради остеопороза. И број 1 го елиминираме. Мажите се еднакво присутни во ризикот за остеопороза, што нивниот број е помал во однос на жената. Второто е дека не можеме да ги забележиме симптомите на остеопорозата, додека немаме скршеница. Тоа е точно и да објасниме некои фактори кои се многу интересни, вие ги поставите. Прво, дека остеопорозата дури ја нарекуваме тивка болест, затоа што не развива симптоматологија. Која е првата симптоматологија? Првата симптоматологија е чувството дека подгрбавувате. Тоа значи почнувате да гледате надолу. Се јавува кривина, грба која почнува да ја губите својата висина, и на еден од слайдовите кои ќе ги покажат од режијата ќе видите една серија кога една жена е 40 години, 50, 60, 70, веќе се подгрбува во колку има остеопороза и во колку дојде до тоа село подгрбување
пршлените кои структурно внатре се менуваат, прават микроскршеници. То не е скршеница како во сообраќајка и скршена бутна коска, туку гмечење, како сунгер кој го притиснете и никош повеќе не се враќа назад. Значи, губење на висината, со тоа заедно подгрбавување имат и стегнување на мускулатурата која не може да го носи тој искривен скелет на рбетникот и почнуваат интензивни болки по должина на целиот рбет, па дури се спуштаат и до половината, а од таму прават и притисок на излезот на нервите, познат како ишијалгија, по нашиот центар Остеопро ги гледаме практично катадневно, секојдневно. Така, потоа третиот мит е дека остеопорозата е дел од процес на старење. Дали тоа значи дека младите не можат да... Исто така и четврто, дека не треба да размислуваме за остеопороза кога сме млади. Овие две се поврзани. Поврзани и неточни. Делумно дури неточни, еден дел има основа. Значи, вака стојат работите. Меѓународната фондација, тоа е Светската асоциација за борба со остеопороза, ги дефинира тие фактори. Денеска дури се смета дека остеопорозата почнува од бебето уште. Значи, ако гледаме нормалниот скелет кој треба да се развие и до крајот на животот пациентот да нема остеопороза, значи постојан раст на густината од нула по раѓањето на детето, проодувањето, вертикализацијата детството и младешката возраст до негде својата 20-та година. Тога е постигнува зрелост, пубертетот завршува и ако тука набиете, како би рекле популарно, густа коска, а таа се постига со движење, храна и активност, но и многу други фактори ги спомнав, наследни фактори на кои малку може да влијаеме, да постигнете високо ниво на густа, добра коска, таа нема шанси во природниот период до својата негде таму 50-та година, 45-50 години, таа ја одржува во целост, туку само се ремоделира коската. Кога се влезе во вториот дел на повисоката возраст, тоа е по 50-та година, тука веќе имаме проблем, бидејќи имаме така наречено природен губиток, даден процент од 1,5% годишно губење на таа густина, која повторно нема да доведе до остеопороза, ако вашето ниво било високо за време на овој зрел живот на развој и потоа активност. Значи, точно е дека се губи во возрастниот дел процент на густина на коската, но како што видовте влијаат други фактори и дека во таа фаза ќе настане дел на губиток и ризик од остеопороза. Во младите години ние гледаме и пациенти со 35-40 годишна возраст кои имаат остеопороза, каде што така наречените ризикофактори се присутни од типот медикаменти кои влијаат на таквата работа, спомнав кортикостероиди, некои антиепилептици, нали, падавицата, кај некои пациенти кои примаат лек за да тоа не се јавува, а тој лек влијае на развивање на остеопороза. Значи, тие се во ризик. Имаме пациенти кои имаат некаков малигном, кој малигном треба да го лекуваат со цитостатици, тие се повторно во ризик заради болеста сама, да развијат остеопороза, па и кај нив треба да се диагностицира, а потоа да се лекува за да нема скршеници. И најнакрајот, уште серија на други заболувања, не само малигномите, туку и дури и ревматските заболувања. Пациенти со ревматски заболувања кои примаат и кортикотерапија заради лекување на таа состојба на зглобовите, развиваат и остеопороза. Кај мажите, познате морбус Бехтерев го нарекуваме, тоа е зафаќање на лигаменти и зглобови чија подвижност се губи, кои просто како даска се движат, немаат покретност во рбетот, тие исто така развиваат и остеопороза. Со други думи, не е заштитен никој ако ги препознава ризикофакторите. И митот, да го повлечеме, дека младоста не значи дека не може да се развие остеопороза, јасно за многу помал број од оние кои ние кога говориме за остеопороза, мислиме на
она тип 1 остеопороза, женска остеопороза во постменопаузалниот период. Значи, остеопорозата е континуа, постојаност како ризик фактор. Непрепознавањето, велам, останува во тоа што е таа спора развојна болест. И постои едно правило. Од прилика, 15 години се развива остеопорозата. А ја лекуваме негде од прилика за 1 до 3 години. Значи и лекувањето, ќе видиме подоцна, трае подолго. Така е, дали може да ја вратиме густината на коскената коска? Суштината е таа. Кога прв пат почна да се бавам со остеопорозата, а тоа е кога го основавме првиот центар 98 година, и зашто 98 година, тога и беа произведени првите компјутеризирани, денеска многу поусовршени апарати за диагноза на остеопорозата. Тога и можевме многу прецизно и екзактно да кажеме, аха, ова е остеопороза. Зошто? Затоа што по карактеристиките на мерењето на тој компјутеризиран систем на одмерување, оваа пациентка има остеопороза. Второ, во тоа време, до денеска, имаме големи исчекори во тераписките протоколи, тоа значи што треба да зима, како да зима, колку долго да зима, имаме развој на фармацеутиката. Тога и работевме со едноставни можности и предпоставени лекови дека ќе делуваат градбено на коската. Денеска работиме доминантно со лекови кои ја стопираат разградбата на коската, а истовремено даваат шанса со природната градба и дополнителна стимулација да се густи коската. Со практично денеска можеме, ајде да речем популарно, да си играме со коската. Да ја разградуваме и да ја градиме. И на тој начин практично ја излекуваме остеопорозата. Денеска ни е нашето лого практично во Центарот за остеопороза тука во Куманово ни е дека остеопорозата се лекува и излекува. Значи, уште Прашање еден на мит дисциплина. ќе срушиме, дека остеопорозата не може да се излекува, ние ќе го срушиме Тоа е тој мит. многу битно, особено за нашите гледачи кои имаат тегоби, маки и особено ризикофактори. Ние сме како асоциација DEXA, тоа е една асоциација на која јас сум председател во македонски услови, е поврзана и примена сега скоро на 17 март сме членови на Светската асоциација за борба со остеопороза. И оваа асоциација ги дефинира многу фактори во процедурите на лекување и успешноста. Секоја година ние и одбележуваме Ден на остеопорозата. Нашиот план оваа година, како асоциација во која 70 доктори кои се бават со проблемот, се активни стручно и научно. И во план е Куманово да биде еден од локациите каде ќе го одбележиме Денот на остеопорозата, и тоа под едно интересно лого околу исхраната. Колку таја влијае и колку може преку исхраната од една страна да се подобри општата здравост, но особено борба со остеопороза. Така имаме спремено и за тоа прилог. Вака кажете ми во Куманово како се движи бројката, дали имаме пораст на заболени од остеопороза? Имаме пораст на остеопороза, тоа е едниот заклучок. Вториот заклучок е барање на причината зошто е тоа така. А тоа е така затоа што Куманово не е многу далеку од другите центри, Скопје и другите центри. Во Македонија има дефинирани 15 центри за остеопороза како овој нашиот во Куманово, во кој работам. Практично се отсуството досега на центар за остеопороза во Куманово може би е едниот фактор за ваквата состојба. Од една страна, од друга страна, она што нас не охрабрува, практично е дека таму кај што делуваме со терапија, каде што на пациентот на кој губиме доволно време да му објасниме каква значајна болест и последици прави, кога не слушаат и кога се дисциплинирани во терапијата, бидојќи, како што реков, 1,5 до 3 години трае лекувањето и контроли потребни се, ако и техниката на земање на лекот, кој сега е се пософистициран, тога и успешноста на лекувањето е добра.
и перспективите се добри за Куманово. Така, споменавте лекување. Сега може да погледнеме еден прилог кој што го подготви колешката Маја Денчевска за превенција од деформитети, а потоа вие стручно ќе ни дообјасните кои се мерки треба да се преземат за превенција од оваа болест. Со задоволство. Редовни систематски контроли неопходни се за да се избегнат деформитетите кај децата, велат надлежните од Кумановската болница. Засегнатите треба да внимаваат на предупредувачките знаци и редовно да посетуваат ортопед. Дечињата во период на раст, пореметувања, секој родител кој што е загрижен, мисли ги гледа децата редовно секој ден, ги примети спуштеност на раменце, едно, лево или десно, и искривување на рбетниот столб. Тоа е еден најочебиен знак, би било на нели спуштеност на раменце. Тоа е знак дека веќе имаме изместување на нормалната оска на рбетниот столб. Додека пак кај стекнатите деформитети или стекнати пореметување на овој систем за движење е болката. Секое седење во неприродна позиција подолго од 20 минути предизвикува преоптеретеност на мускулно-скелетниот систем. Многу е битно во период на интензивен раст кај децата да избегнуваат прекумерна тежина, односно народски кажано да не се дебелеат и да се физички активни во тој период. Многу честа појава на вродените деформитети е исчешување на колковите, која со скрининг ехо метода може да се следи развој на колкот. Со таа скрининг метода и искоренување на практиката кај населението да ги појуват децата, знаете она, сите ние ги паметиме дечињата кога се правеа како лепче, така ќе се завиткат, ќе се повијат како лепче, таа таква навика во традицијата носеше за честена појава на исчешување на колчиња. Меѓутоа, со искоренување на таа навика, со овие чести, навремени скрининг, ехо методи на следење на развојот на колковите, оваа појава е речиси искоренета. Како превенција и терапија треба да се користи она што е регистрирано во регистерот за ортопедски помагала. За да функционира правилно системот за движење, потребен е квалитетен начин на живот, исхрана со одветни вежби, умерено движење од 45 минути, возење велосипед за одржување на кондицијата на коскино-мускулозно-лигаментарен апарат, вели доктор Трајановски. На минути по 8 часот, доколку сега ни се придружувате, вие го гледате најновото издание на утринската програма на К3 телевизија. Темата на денот е остеопороза, заедно со професор доктор Лјупчо Каревски, специјалист ортопед. Доктор Каревски, го погледнавме што кажа ортопед Трајановски од Општа болница Куманово. Може ли вие сега на подолго да ни објасните за мерките на превенција за заштита од остеопороза? Да, моите драги 20 колеги, добра ортопедска екипа во медицинскиот центар, се и мои ученици, да речам, соработуваме добро. Овој проблем го изнесуваат во концентрат и баш е така, како што е изнесено, треба да се слушаат сите тие совети и мислам дека тоа е еден од пристапот во борба со деформитетите. Она што деформитетите како група цела го носат, не само на рбетниот столб, постојат многу деформитети, почнувајќи од крива шија, нали, позната позиција на искривување на вратот, поврзано со развојот и на сколиозата или кривиот рбет во таа, како ние велиме, фронтална равнина, но и во другата равнина, онаја која оди од напред кон назад, која се вели подгрбување или појачување на некој од формите кои се природни за рбетникот, но тие се финеси. Она што е многу битно, мора да се каже прво околу прашањето на детското исчашување на колковите. Ние во нашиот центар, контролирајќи серија на ехосонографски на бебињата, е клучен фактор во однапред препознавање. Затоа се нарекува, како вели мојот колега, скрининг тестови. Значи, сите дечиња кои ќе ни пројдат низ ортопедски раце, нема шанса да ни побегне нешто што
Вие не го гледате како родители или не го гледа мајка, татко, баба и така натаму, а ние го препознаваме само со еден поглед или еден преглед и дури сонографски со новите методи. Гледано од тој аспект, огромна заштита правите на таквото детенце кое има шанса да развие оштетување на колкот во подоцнежните години, а со конзервативно, неоперативно лекување да го спасите многу по навремено, без последици до крајот на животот. Тоа е голем допринос. Првата работа. Деформитетот почнува неслучајно заправо во сите породилишта, кога ќе излезе мајката или дури кога бебето уште е во туку што породено, се прават први ортопедски прегледи. Тие прегледи треба да ги откријат деформитетите. Често пати се деформитети на екстремитети, рака, раце, нозе, а потоа рбет, врат, колкови. Тие деформитети и тој преглед првичен е клучен. По правило, детето треба ортопедот да го посети во текот на првиот месец, заради колковите во текот 2 месеци подоцна и до 6-тиот месец на секој 2 месеци, потоа да го прегледа кога ќе вертикализира детето, кога ќе се исправи да оди, а потоа во оној динамичен меѓупериод до својата 7-8 година. Во 9-та веќе година и сега како минува време се помлади, созреваат порано нашите нови генерации, потребно е тогаш кога е таа наречена втора фаза на брз раст. Детето има 2 брзи фази на раст. Првата е од 0 до 2 години, потоа растено поспоро и негде таму од 9 до 13-14 години во пубертетот. Тој брз раст предизвикува возможност за многу деформитети. Често пати во таја фаза е добро рутински преглед и, како не вели народ, дај Боже да нема никаков деформитет, отколку да пропуштите деформитет кој потоа треба да се упорно и доста за пациентот напрегнато лекување. Значи, навременото откривање на деформитетот е клучен фактор. Што е превенција, како да се бориме? Да се бориме прво што постојано ќе го имаме на око како родители детето кое е во раст. Второ, да ги слушаме овие совети кои денеска говорам, контролни прегледи, превентивни прегледи. Трета во работа е кога имал деформитет или чудно што не е болно, па затоа се одлага посета на лекар и се доцни со откривање на дијагнозата на времено контролирање. Така, ја споменавте и исхраната како дел од можните методи за лекување. Имаме подготвено еден прилог од колешката Ивана Младеновска за дебелината која е на некој начин болест на 21. век. Так. Да го погледнеме па ќе го прокоментираме видеото. Во 21. век имаме нов непријател, храната. Претерувањето води до сериозен ризик за човечката популација по целиот свет, бидејќи луѓето со вишок килограми се поизложени на многу болести. Дебелината представува глобален проблем, а се јавува како резултат на прекумерно внесување на храна и нејзино таложење во вид на масно ткиво во организмот. Граѓаните со исто мислење дека јадењето денес представува хоби. Во тоа безумно прејадување луѓето навикнале да ставаат во уста се што може да се јаде, без при тоа да помислат на здравјето. Да се избаци свинско месо, да се избаци тестенина, све тие састојки лоши. Од 40 година не сме шеќер здрав човек да уноси у себе. Од дебелину се добива дијабет, а плюс холестерол. Не бира возрастна група, меѓутоа повеќе ги погодува младите. Па младите повеќе патат од таа болест, бидејќи брзат по чаршија, сакаат брза храна, сендвичи да користат и така. Физичка активност треба, било спорт, ракомет, кошарка. Првин да ја намалат чинијата, односно количината во чинијата, потоа нека пешачат, нека вежбат, нека бидат поактивни, така да тоа се оние основни
нека повеќе обрнат внимание на зеленчук, на овоше, а помалку на месо, на тестенини, сладки работи и слично. Мене дури ме изненадува некој кој живее за да јаде, а не јаде за да живее. Дебелината не е само естетски проблем. Вишокот килограми предизвикуваат и сериозни здравствени проблеми. Затоа се препорачува да се спречи навреме, бидејќи списокот на болести кои ги носи е прилично долг. Според лекарите, најчести причини за појавата на дебелината се стресот, храната, генетскиот фактор, ендокрини заболувања, како и седењето пред компјутер, телевизор и слаба физичка активност. Глобалното и нездраво накачување на килограмите е вистински проблем со сериозни последици кои според некои студии може да убие половина од светската популација. Според Светската здравствена организација, над 1,7 милиарди луѓе во светот се со ваков проблем, а 312 милиони се веќе жртви на оваа појава. Еве неповторно назад во студиото на К3 телевизија. Доктор Каревски, го погледнавме прилогот за дебелината, болест на 21. век. Конкретно во овој случај, како дебелината влијае врз остеопорозата? Тука е многу интересно и така пациенти кои доаѓаат на рутински контролни прегледи за да одмера состојба за остеопороза, преку снимање и диагностика. Дебелината само тука има позитивен ефект, што не значи дека е спротивно на ова што го гледаме во прилогот, дека треба да сме над својата просечна, дозволена и физиолошка тежина. Бидејќи коската реагира на оптоварување. Факт е дека кај пациенти кои внесуваат повеќе количина на храна и факт е дека таа дебелина еден корак оптоварува кај нив со фактор кој не е 1:1 во однос на нивната дебелина, значи делува по систем на лостови биомеханички, оптоварувањето на коската е големо и ја изнудува коската да биде погуста. Значи, остеопорозата ја гледаме статистички помалку кај оние кои се со прекумерна тежина. Меѓутоа, тоа не значи дека во колку ја намала тежината до физиолошки граници, со правилна исхрана и она што последниот гледач убаво го систематизира и препорача, од прилика се тоа и лекарските препораки, во главном зеленчуци, исхрана со 3 оброка, оброците дозирани и мали, содржината што помалку еден профил на оние 3 основни состојки, протеини, масти и белковини Еве конкретно што треба да јадеме? Целата таа исхрана е поврзана со намалување на голем број на калории во однос на содржинските витамински, минерални состојби во храната. Тоа значи дека салатите треба да се доминантно, ние сме среќено подрачје, кое и сепак денеска не е проблем да имате доволно понуда на салата, зеленика што велиме, на трпезата. Втората работа е избегнување на количини поврзани со скробот, со шекерите, особено во секое чувство на гладост, внесување на шекер, иако организмот има своји одбранбени механизми ако предозирате, иако тоа не е секојдневие, да од едно префрли во друго, од масти во шекери, од шекери во протеини и така натаму, во својот метаболичен циклус. Меѓутоа, ако вие перманентно нудите постојано преголема количина калории, се знае почнува депозицијата на мастите. Оптоварувањето по однос на остеопорозата има предност позитивна, но во општото здравје дефинитивно е проблем на 21. век особено. Ја пред 10 дена се вратив од Америка преку еден стручен и приватен престој, контакти со колеги таму.
Импресивно е тоа, шетајќи низ Нью Йорк, Манхетен, да видите луѓе кои се движат со стварно секој втор трет со прекомерна тежина. И тоа од кај нас значаен е степен. поретка појава, така. Мислам дека компаративно со наши услови Македонија, и то не е врзано од социјалниот статус, тоа е мојот впечаток, немаме таква веројатно стил, навика и понуда на исхрана. Факт е на нешто на кое малку полагаме внимание е стресот, стилот на живеењето, дека влијае на тоа, постојаната трка од сабајле отворите очи до се прибирате доцна, се работи на едно, па дури и две работни места, или обврската да се реализира таму е поврзана и со напорите кои човек после таков напор се прибере во својата фамилија, па и таму конфликти. Сето тоа како стрес води до прекумерна тежина, односно компензирање со внос на енергенси, калории. Во секој случај, мислам дека тоа е реално болест и таа треба со големи напори да ја, особено диетолозите, се справат со неа. Втората работа не е само со некакви, ние често слушаме, агресивни диети кои за месец дена смалиле 5 килограми и така натаму. Ги има по голема бројка. Најстрашното е што вие и ако изгубите одредена тежина, потоа многу брзо ја Може да ја вратите, да. Тој губиток и враќање е поголема негативна ефектност отколку постапното губење на тежината. Во секој случај, едното со другото е врзано и во смисол на изнудено седентарен тип. Практично зголемената тежина да ве имобилизира. Повеќе почнувате да сте покрај телевизорот, компјутерот, помалку излегувате, слаба комуникација затоа што ви ја компензира, нали, YouTube, отворите комуникативните мрежи на компјутерски и така натаму. Имате и професионални професии кои се врзани на недвижење. Дури кај нив, она што вака разговор за проблемот на тежината е врзано дека и во услови на такви професии е потребно на секој 20 до половина час раздвижување од 5 минути, што значи и во институциите каде што е поголема популација од исти тип на работа има, мали фабрики, производствени погони и слично, во фабриките имат и рекреативни простори. Но тоа е прашање и на култура кон здравјето. Така, споменавте дека пред скоро 2 недели сте се вратиле од Америка. Ако не се лажам, Нью Йорк и претходно бевте и на конгрес во Милано. Така е, таму, како си поминавте, каде е Македонија на листата за остеопороза во светот? Импресивни беа и едното и другото. Клучен фактор е дека ние во целост ја пратиме она што значи интегрална наука на светот на проблемите со кои ние се бавиме во нашава земја и на своите работни места. Прво задоволство е да споредиме и да видиме дека навистина ги пратиме сите современи трендови. Особено диагностика, терапија на овие болести со кои се бава. Тоа е ортопедијата во целост, од раѓање на детето до крајот на животот, па завршеток со остеопорозата. Тераписките протоколи ни беа најинтересни од причина што оваа асоциација на Интернационалната фондација за остеопороза понуди и некои нови трендови во тераписки смисол. На повидок се нови препарати кои за многу пократко време ќе ја лекуваат остеопорозата. За жал, засега се уште доста скапи. Во секој случај, перспективите ни се добри од причина што успеваме да држиме некаков чекор
со развојот на новините. Тоа е првиот впечаток. Вториот впечаток, ние сме од пред месец дена само членови како DEXA асоциација за применета дензитометрија, тоа е методот во центарот и во Куманово со која диагностицираме остеопорозата. Практично обезбедуваме скрининг систем, пронаоѓање и тераписки ефекти. Нашите пациенти се задоволни паралелно со она што како сознанија од вакви присуства и комуникации колегијални ги пренесуваме тука. Може би сме инсуфициенти во делот на научните истражувања, но тоа е еден друг проблем. Јас сепак професор сум, но затоа во други моменти би разговарале. Мислам дека многу малку посветуваме и инвестираме во науката во Македонија. Како и да е, оној што е практичен, ефективен дел за пациентот, тоа е прво диагностиката, да лесно и брзо и точно диагностицираме, и тука се носиме со тој фактор, со сите мои колеги кои беа присутни, и второто, дека ги пратиме новите исчекори на тераписките протоколи, од кои морам да признам сме многу задоволни. Така е. А каде е Македонија на светската листа за остеопороза? Па, дури ако отворите интернет, ќе видите дека ние сме подеднакво сега врзани во оваа асоциација. Организирани сме во Македонија во две друштва. Едното друштво е Струка и пациенти, колаборација, соработка, делење на разни совети и така натаму, и една стручна асоциација која се бави пред се и со диагностиката, и со остеопорозата, но прва нејзината диагностика, а тоа е друштвото DEXA. Поставени во оваа позиција, мислам дека подеднакво се носиме, дури има цели региони од земјинава топка и држави кои не се ниту членки, нити имаат такви асоциации. Ние пред се сме присутни долги години во оваа проблематика. Првиот дензитометар во Македонија го донесо 98 година, кога во регијата Балкан беше само уште еден, и тоа најблискиот во Љубљана. И едниот во Атина, искрено речено. Вака гледано, ги пратиме до крај состојбите. Македонија треба да биде по однос на прашањето на остеопорозата, заедно со DEXA асоциацијата и Друштвото за остеопороза, од која го води колешката Марковиќ, е практично синтезата на кадрите кои во континуитет држат, да речеме, еден чекор со сите новини во светот. И морам да кажам дека тука сме доста успешни компаративно према потенцијалите и према големината на земјата во која живееме. А дали ортопедите се дефицитарни во Куманово? Доволен ли е тој број што го имаме за град од 120.000 жители? Па искрено речено не. Ја сметам дека е потребно повеќе да се направи. Прво, знаете, ортопедијата има своја оперативна, доста широка проблематика и има еден конзервативен и диагностички дел. Собрано тоа се заедно ви бара екипа ортопеди, не ви барат број на ортопеди. Значи, екипа на ортопеди не се создава од 20 ортопеди или 3 ортопеди. Еве, моето присуство во Куманово е на дополнување. Искуството е вредно и така натаму, меѓутоа треба вложување во млади и дека е потребно екипно работење. Оперативен зафат се врши со 2 до 3 најмалку ортопеди, меѓутоа гледајќи ја патологијата која е присутна, почнувајќи од најчестата болест ишијалги, лумбоишијалги, кои се дел од најчестите пациенти во Центарот за ортопедија Остеопро. Вториот проблем се колениот зглоб, воопшто зглобовите, рамениот зглоб, кој успешно го лекуваме и солидно, во колку е навремено јавен и пријавен пациент. Она што прави впечаток, добиваме пациенти со веќе развиени тегоби, па дури и кај остеопорозата, со развиена остеопороза. Значи,
се работи за навремена посета на ортопедот. Ортопедската патологија спаѓа доминантно меѓу најфреквентните болести, почнувајќи од крстоболка, зглобни болки, деформитети, возраст од најмало до најголемата возраст и до крајот на животот. Така е, доктор Каревски, нас времето не гази. Јас ви благодарам што бевте гостин во утринската програма на овде на К3 и се надевам дека со овој, да кажеме, краток разговор ќе ја зголемиме свеста кај граѓаните за редовни прегледи кај ортопедите. Благодарам за поканата и ви стојам на располагање. Токму така. Почитувани, тоа беше се за денеска што ви подготвивме. Доколку сакате да ги дознаете најновите информации од регионот Македонија и светот, гледајте ги дневниците на К3 во 12:30, 16:30 и 20 часот. Ви закажувам повторна средба утре во 7 часот со нови интересни содржини. До утре, секое добро.